7 предмети поврзани со ширење на говор на омраза и недолични коментари биле активни во Основниот суд во Штип. Во сите случаи се донесени условни казни од 3 месеци затвор, доколку во рок од 1 година делото не се повтори и покривање на судските трошоци во висина од 3000 денари. До сега не се случило обвинетите за кои е водена постапка во Основниот суд да го признаат делото или да се покајат за напишаното. Од споровите од работен однос доминираат тужби од вработени во јавен сектор, додека приватни компании многу ретко или воопшто не се тужат. Веќе неколку години наназад доминираат бројки од над 1000-1500, па дури сме доаѓали близко до 2000 предмети во областа на работни спорови. Најчесто таму тужени се Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и други институции. И навистина бројката на овие предмети представува еден товар за нашиот суд, бидејќи колегите кои што постапуваат се оптоварени со огромна бројка на предмети од работни односи. Основниот суд во Штиплани бил ажурен, ефикасен и транспарентен, рекоа денес од секторот за јавност на брифингот за новинарите. Добриот резултат според извештајот бил постигнат и покрај зголемениот број на предмети, помалиот број на судии, но и на вработени во судските служби. Колегите кои што останаа да работат на предмети го совладаа приливот на предмети и се ефикасни. Секој судија дава и решава предмети над ориентационата норма која што е пропишена и заради тоа и се совладуваат предметите кои што дојдоа во судот. Се тоа е постигнато со значителен напор и работа на сите вработени во судот, зашто јас како претседател изразувам голема благодарност и задоволство од нивната работа. Во однос на еден од најголемите проблеми во судството, решавањето на стари предмети, од Основниот суд во Штип велат дека лани годината е завршена со 128, наспроти претходната кога нерешени останале 175 предмети.